Те сакам, Господе Исусе Христе. Ние не сме свесни, иако, например, големата заедница православна во Македонија пее Христос воскресна од мртвите и Христос се роди. И потоа се поздравува на тој начин. Вистина се роди, вистина воскресна, воскресна, ја победи смртта, со смртта ја победи. Сепак, луѓето плачат за смртта, се плашат од смртта, не размислуваат, врзани се за овој свет. Не размислуваш дека ние не сме од овој свет. Исус вели, јас сум од озгора, вие сте од оздола. Паднати сме на овој свет, се разбира, со Адам, со сатаната, и потоа имаш време да се сетиш кој си, да ја избереш својата духовна природа, да се вратиш во царството на љубовта. Нашиот татко е татко на духовите. Ние секако ќе умреме, тоа ни станува свесно, но врзани сме за овој свет. Тоа покажува дека не го бараме царството Божјо. Си го бараме стариот свет, паднатиот свет, старата природа, тоа што сакаме ние. А Исус велеше, татко, некако што сакам јас, нека биде твојата волја. Ние секако мора да умреме. Некој умира помлад, некој умира од старост, некој умира од сообраќајна несреќа, некој умира во тешки болести, се мачи, значи телото ќе пострада, да не греши повеќе, за да може да ги исчисти односите со Таткото Небесен. Душите се враќа, душата со духот кој е вдахнат се враќа кај оној што ја дал. Телото оди во земја. Тоа е паднатата природа. Секако ќе умреме. Ние мора да го сватиме тоа. Ние треба да се радуваме и пак ќе ги земеме тие примери на апостол Павле кој вели сакам да умрам, Илија сака да умре, Јона сака да умре. Видете, тие знаат дека горе има царство Божјо. Аврам го носи синот да го заколе, дека тој ќе го воскресне. Тој ги има клучевите од адот. Тој го дава и животот. И зема животот. Голи доаѓаме на овој свет. И некои адети ги култ кон смртта што се справат во Македонија се од македонската неолитска и античка македонска култура, носење храна, предмети. Нашите македонци знаеле предходно, пред Исус, дека има задгробен живот, дека човекот не умира. Му оставале лични предмети, мислеле дека му треба храна, се раздава храна и така натаму. Се споменуваат луѓето. Денеска едните се молат за мртвите, другите не се молат. Прашање е кои се мртвите. Исус лезе во подземјата, ако се сеќавате, да им проповеди на умрените. Ние зборуваме за живи умрени, остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Така да христијанин кој не расчистил со смртта, во Стариот Завет вели поумрен жали 7 дена. Што ке жалиш кога тој заминува? Душата се враќа кај оној што ја дал. Во еден момент кога јас жалев исто така за 2 деца, тој ми рече, па јас сум ги дал тие деца. Душите се мои. Кај мене е сега, ми рече, кога почина мајка ми, кога се прашав дали вистински направив се до крај за неа. Дали го избра Исус? Кај мене е сега, во мои раце е сега. Ние зборуваме за препуштање и предавање, да се одврзеш од овој материјален свет и тогаш сваќаш дека смртта е беззначајна. Тоа е премин од овој телесен материјален свет во духовниот, без разлика каде ќе завршиш ти, секако ти се враќаш во духовниот свет. Дали ќе завршиш како гола душа и ќе чекаш ново небо и нова земја, или ќе завршиш во прегратките на Таткото Небесен, во царството на вечната љубов. Те сакам, Господе Исусе Христе, останувам во љубовта Исусова. Амин.